Добро вечер, почитувани гледачи. Следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Издание кое што овој пат ќе го посветиме во целост на една сериозна тема со оглед на тоа што на 1 декември светот, а и ние во Македонија и секако во нашиот град го одбележавме светскиот ден за борба против сидата и ќе зборуваме за ова заболување кое што уште представува за жал глобален проблем. Активностите кои што се одвиваат на ниво на држава и секако ќе зборуваме за активностите кои што се одвиваат на ниво тука на нашиот регион. Именно според најновите информации годинава заклучно со овој период, ето регистрирани се 39 новоинфицирани лица со вирусот на ХИВ. Според податоците од Институтот за јавно здравје, 35 пациенти се носители на вирусот или ХИВ позитивни се извинувам, а 4 лица се болни од СИДА. Со мене денес во студиото доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска, инаку епидемиолог, доктор во Центарот за јавно здравје, и Јулијана Настовска, социјален работник, инаку дел од семејството на Сдруженијето граѓани Опција од нашиот град. Добро вечер, добро ми дојдовте во Јокламата, како сте? Фала ти за поканата и да се заблагодарам искрено и од Опција Охрид и во моје име. Секогаш што одвојувате простор да ги промовираме нашите активности и некои новитети кои ги имаме во Сдруженијето. Така. Докторка, ако немате проблем, ќе започнеме со вас. Како што кажа во самата најава, станува збор за едно сериозно заболување, за кое што ето медицината во овие од 1987 година во Македонија, кога е регистриран првиот смртен случај од СИДА, да, имаме навистина голем напредок, живеат лицата квалитетен живот со антивирусна терапија, меѓутоа не смееме да занемариме сериозноста на заболувањето, па накратко ако можете да објасните колку што е можно пократко. Верувам дека голем дел од гледачите и знаат, меѓутоа има голем дел и што не знаат или се прават дека не знаат. Станува збор за акутно инфективно заболување предизвикано од вирус. ХИВ, тоа е хуман имунодефициентниот вирус, предизвикувачот на заболување кое што во терминалната фаза преминува во болест СИДА или AIDS. СИДА француско потекло има терминот, а додека AIDS е англиско потекло. Предизвикувачот е вирус кој што е многу осетлив на дворечна средина. Извор на зараза е инфицираниот човек. Вирусот се наоѓаат во сите телесни течности, семената течност, вагиналниот, цервикалниот секрет, во спермата, во крвта, плунката, во потта, во жлезите. Меѓутоа, не со преку сите телесни течности може да се пренеси инфекцијата. Како се пренесува? Се пренесуваат преку 3 начини на пренос: крв и крвни деривати, значи многу често може да заболат интравенските корисници на друга, затоа доколку користат нестерилен прибор за инјектирање, може да се пренесе преку тетоважи, акупунктура, преку пирсеви, доколку се користи повторно, викаме, инфициран и игли и шприцеви. Нестерилен, да. И од 1993 година задолжително е тестирањето на секоја крвна единица, така начинот на пренос преку трансфузија на крв е елиминиран, да речем сведен е на многу мал процент. Поглед на тоа што првиот случај на заболено лице е хемофиличар. Токму, да, и во Република Македонија првиот случај е хемофиличар, така да овој начин на пренос е елиминиран. Да, исклучен е. И сексуалниот начин на пренос, било тоа преку вагинален, анален, од кој доминантен начин на пренос е преку аналниот, пошто на завршетокот на аналниот отвор се наоѓаат и рецептори за ХИВ. И вагиналниот секако пренос без кондоми, односно без заштита. Значи незаштитениот секс е вториот начин на пренос, и вертикално пренос од мајка на дете. Може плодот да биде инфициран за време на бременост, може да биде инфициран во текот на пораѓајот и секако, пошто вирусот го имате и во мајчиното млеко, да се пренесе и преку доење. Вистина ли е дека медицината е до таа насока стигната, кога станува збор за третирање на сидата, дека
ХИВ позитивна мајка може да роди здраво дете? Може, меѓутоа детето ќе биде третирано, мајката уште во текот на бременност треба да прима антиретровирусна терапија и токму тоа и со самото раѓање веднаш продолжуваат детето да прима антиретровирусна терапија, само на тој начин можно е да биде негативно. Така. Јулијана, да кажеме малку некој збор вие, впрочем, да кажете нешто повеќе, уште ли постои стигмата кон луѓето кои што се ХИВ позитивни, луѓето кои што се ето заболени од СИДА, конкретно за нашиот регион овде да зборуваме, со оглед на тоа, ето, за среќа годинава немаме лице ново заболено од ХИВ вирусот. Официјално јас ќе зборувам само за лицата кои ние ги контактираме, односно лицата кои инјектираат дрога и сексуалните работници. Во досегашното наше работно искуство, нели, и пракса, односно редовните тестирања кои ги правиме во дневниот центар и на терен, ние немаме детектирано ХИВ заболено лице, што е одличен податок, затоа што покажува колку свеста за оваа болест се развиена кај самата целна група и покрај тоа што нели практикуваат ризични односи со самото тоа, нели, со инјектирањето или незаштитен сексуален однос, сепак е позитивно дека до сега немаме откриено ново инфицирано ХИВ лице. Така. Барем кога е во прашање нашата целна група. Така. Често во медиумите се зборува и се пишува по било кој од вас две можете да ми одговорите дека овие бројки кои што излегуваат од центрите за јавно здравје и со кои што ето располагате и вие од невладините организации и не се баш реална слика за тоа каква е состојбата со оглед на тоа што мал број на луѓе се одлучуваат и да ги направат тие тестови без разлика дали се тие рапид тестови, брзи тестови, знаете вие повеќе или чисто да си дојдат во центарот и да се тестираат. Мислите ли дека повеќе треба да се работи на подигањето на свеста и луѓето да се охрабрат и да дојдат со оглед на тоа што можат да живеат квалитетен живот и понатака? Да, долгогодишен живот, да. Ние годишно во Центарот за јавно здравје вршиме тестирање како анонимно, доверливо. Така. Тестирање така да 200 лица можат секоја година да го дознаат својот ХИВ статус. Таа бројка од 200 ние ја исполнуваме некаде до средината на годината. Останатите 6 месеци, а посебно во неделата на обележување на недела за борба против сидата, обично по 50 до 60 тестови дополнително. Тие тестови ги дополнуваме, ги добиваме од глобален. Така да годишно околу 250 до 300 луѓе доаѓаат и се тестираат во Центарот за јавно здравје. Тоа се од различна популација. Најчесто млади и доаѓа многу често лица од други градови. Така, посебно во летниот период, туристите, странски туристи многу често доаѓаат и пошто се бесплатни кај нас тестирањата и доаѓаат и се тестираат. Така. Доволни ли ви се тестовите? За сега да. Мислам, ви останало... Не. Ви останало неискористено или... Не. Доволни се. Мислам, овие посебно последниве години, поголем е интересот за тестирање, но секако... Што значи во позитивна насока нешто се случува? Посебно младиве. Само многу често грешат после незаштитен секс, значи после ризично унесување, само за одма доаѓа другиот ден да се тестираат. На тој начин тие само ќе можат да го дознаат својот ХИВ статус за претходните 3 месеци. А она што се случило претходната вечер и претходниот ден, тек после наредните 3 месеци. Така. Значи, колку е тој период на инкубација, како викате вие стручно, кога можат тестовите да покажат? Тоа се 3 месеци? 3 месеци, после тие 3 месеци можат да го дознаат својот ХИВ статус. Тој е период кога се зголемуваат бројот на антителата да може да бидат детектирани. А за најдобро е да се повтори уште плюс 3 месеци, значи после 6 месеци веќе знаеме што се случува. Ја добивате реалната слика за тоа. Голем број на активности во насока покрај оние, ето, каже, информативни разговори, едукација кои што ги имате со ризичните групи, голем број други активности од невладината опција во нашиот град во насока на подигање на свеста и охрабрување, ето, прети сека и младите. Функционира ли она комбе ДДТ што беше? Да.
Долги години веќе го работиме, ја работиме мобилната амбуланта за тестирање за ХИВ, СИДА и за хепатитис С. Само ќе се навратам во контекст на докторката што го кажа околу тестирањата и бројките. За жал и реално е дека темната бројка на заболени лица од ХИВ е секогаш поголема од ова што е во моментов. Не знам дали во Република Македонија има еден регистар каде што се запишуваат заболените од ХИВ-СИДА. Знам дека секоја институција си води посебно своја евиденција, затоа го кажа Фиона дека тоа е податок дека опција Охрид во ова 12 годишно работење до сега нема детектирано ХИВ заболено лице. Години наназад како што ќе направиме на паралела пример со 2017, можам да кажам дека интересот за овие тестирања е се поголем, затоа што едноставно и самата целна група, а и локалната заедница се охрабрува на еден начин да ги направи овие тестирања. Најголемиот страв беше за кај дознавањето за својот статус, што е и до некаде и реално и нормално, да. Кога е ДСТ во прашање, односно теренското тестирање, ние го работиме во соработка со Удруженијето на граѓани Хера од Скопје, со докторката од Коровешевскиот центар за јавно здравје, со кој имаме одлична соработка, затоа што се работи нели за пред се сензитивизирана особа која знае како да им пристапи на самата целна група со оглед на тоа што се работи за една позатворена категорија на луѓе. И имаме советувач кој има поминато обука кога е во прашање како треба да се соопшти резултатот доколку се работи за позитивно лице, начинот на пристап према целната група и како да извлече некои информации, како да даде некои информации кога е поврзано со ХИВ-СИДАта. И само би напоменала дека покрај тие тестови за ХИВ, редовно ги имаме и тестирањата за хепатитис С, кои во секој случај се многу барани. Така. Сега прашање исто за двете, меѓутоа двете ми доаѓаат од различни институции, ајде да кажам, од установа, од институција, од здружение. Доаѓа лице, тестот е позитивен. Кои се понатамошните чекори? Како се справувате со тоа лице? Бидејќи овие се брзи тестови. Имаат висока сензитивност и тоа што го кажавте, 6 месеци поминуваат, дошло лицето, тестот е дефинитивно позитивен. Позитивен. Што се прави? Меѓутоа тоа не е дефинитивен заклучок дека лицето е позитивно, бидејќи требаат уште 2 дополнителни теста да се направат, елисата и весен блодот, за да може да се со сигурност да се каже дека лицето е ХИВ позитивен. Да. Се испраќат до инфективната клиника и таму се прават овие дополнителни 2 теста. Врз основа на тие теста се заклучува дека особата е ХИВ позитивна. Потоа се става на антиретровирусна терапија и тоа лице кое што примат антиретровирусна терапија може да има исквалитетен живот доколку секако се придржува на оние норми за како и сите други кои што се ХИВ негативни. Така, станува збор за продолжително хронично заболување. Бидејќи самата антиретровирусна терапија не го елиминираат вирус, меѓутоа го редуцираат неговото размножување и го намалуваат бројката. Колку потоа тоа лице треба да прави дополнителни прегледи и контроли на... Редовни контроли си прави. Меѓутоа, проблемот е што со самава антиретровирусна терапија се продолжува животот. Благодарение на тоа и од тие 39 лица кои што ги имаме оваа година, 35 се ХИВ позитивни, а 4 се заболени од СИДА. И ние и на светско ниво се помала е бројката на луѓе кои што умираат од СИДА. Значи, така, нравоучение, колку побрзо се тестирате, толку поголеми се шансите да поминете полесно, да кажем. Полесно, да. Па и токму изради тоа ние од 2008 година немаме и во Охрид сме немале позитивен. Добро. Достапноста на ретровирусната терапија. Станува збор за нешто што треба да го плаќаат, станува збор за бесплатно, како? Бесплатна терапијата е бесплатна и инфективната клиника е задолжена за лекување на болните од
И хив позитивните и болните од сите. Значи не е нешто што може да го набавуваат во аптеките, дека тоа го добиваат директно од клиника. Од клиника, да. Од клиника го добиваат. Тоа треба да одат пациентите од тука во Скопје? Да. Секој некој што е хив позитивен мора да оди во Скопје на клиника и третманот е го водат веќе тие. Да. Значи третманот се води од Скопје. Да. Оно што го спомна ти, соопштувањето на едно лице дека е хив позитивно, социјален работник се, претпоставувам се постојат случаи најразлични луѓе различно во таква ситуација би можеле да реагираат. Тоа што каже докторката, еден тест може да каже едно, меѓутоа постојат уште 4 теста кои што треба да се направат до финалниот резултат. Кој е пристапот, како го упатувате, како му помагате? Со оглед на тоа што јас го координирам, значи теренското ДСТ на територија на Охрид и на Струга. Тимот, како што напоменав на почеток, е комплет обучен кога се во прашање хив-сидата и хепатитис С. Строго доверливо е се она што се разговара во самото возило е строго доверливо помеѓу лицето кое е решило да направи хив тестирање и самиот советувач и лаборантот. Значи резултатите и она што се разговара во самото возило, дури ни јас како координатор реално и немам потреба да ги знам. Доколку се појави хив позитивно лице, како што напоменав, сме немале досега случаи, но сме имале случаи на хепатитис С позитивни, лица кои воопшто не знаеле дека се носители на вирусот. Следува тоа советување, односно начинот на пристап треба да биде во секој случај со една доза на емпатија и строго професионалност како ќе се соопшти и после веќе следува таа процедура до која здравствена установа ќе се препрати, како треба да ја прими терапијата, па дали ќе има нуспојави, која е процедура за понатамошно лекување или за евентуално за заштита и за превенција. Во принцип тоа е на комплет слика кога е во прашање мобилното теренско тестирање. Ајде да направиме една пауза, да одиме со еден блок реклами, а потоа ќе си продолжиме со разговорот, имаме уште многу за што да разговараме. Одиме, почитувани гледачи, со еден краток блок реклами, а потоа продолжуваме со разговорот со моите денешни гости. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Камин на пелети, карина од 10 киловати, од Екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом.
Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Ете, почитувани гледачи, направивме една кратка пауза со реклами. Продолжуваме понатака со разговорот со моите денешни гостинки, доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска, епидемиолог, Центар за јавно здравје од нашиот град, и Јулијана Настовска, социјален работник, Сдружение на граѓани Опција. Зборуваме за сидата. Доктор Јованка, спомнавте дека особено во летниот период доаѓаат и од други градови, меѓутоа доаѓаат и туристи кои што се тестираат, сакаат да си го проверат својот ХИВ статус, меѓутоа кои се бројките, тие бели бројки со кои што располага центарот за ХИВ позитивни лица во изминативе години? Од кога што се води евиденција за ова заболување? Првиот ХИВ позитивен случај во Охрид е од 1993 година. До сега, значи заклучно со 1 декември, заболени од СИДА се 5 лица и сите се починати. Така да ХИВ позитивно лице немаме од 2008 година. Зборуваме за лица кои што ја добивале таа ретровирусна терапија или? Не. Тоа до 2008 и ретко кој можеше да дојде до антиретровирусна терапија. Доколку би имале антиретровирусната, сигурно некој од нив би бил и жив, некој жививе. Би живел еден квалитетен живот. Меѓутоа, тоа беше пред антиретровирусната терапија. Токму заради тоа и сите 5 души се починати. Така. Настовска, што е со оние активности како граѓанско здружение кои што третира овакви сензитивни теми, кои се однесуваат конкретно на подигање на свеста на луѓето во други институции? Ето, за пример, ќе го земам затворот во нашиот град, кои што се посочуваат како институции покрај оние ризични групи на луѓе со кои што работите, кои што се, можеме да кажем, уживатели на дроги, кои што се занимаваат со проституција. Каква е ситуацијата таму? И колку таму можете, впрочем, и да делувате? Сдруженијето на граѓани Опција од Охрид е, можем да кажем, на национално ниво една од ретките организации кои има одлична соработка со кога се во прашање јавните установи, односно затворите. Имаме одлична соработка со малолетничкиот затвор во Охрид. Тимот излегува континуирано во пресред, затоа што во принципи соработката ни е од заедничка корист. Односно сите тие едукации кои ги спроведуваме во малолетнички затвор се од корист пред се на самите лица кои издржуваат затворска казна во институцијата. Потоа редовно правиме исто така тестирања кои се анонимни, строго доверливи, од тие нели брзи тестови каде што за 10 минути се дознава ХИВ статусот. Се надевам, нели, пошто имаше некои промени
од административен аспект во затворот, дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Сега тука е и затворот од Теферич од Струга, кој е од отворен карактер, односно лицата кои издржуваат затворска казна, дозволено им е да користат, излегува, дозволено им е да користат неколку сати во текот на денот, па често пати се соочуваме лицата кои се таму да бидат клиенти на сексуалните работници кои доаѓаат кај нас, или се соочуваме, односно лица кои инјектираат дрога да издржуваат затворска казна таму, така да и со тој затвор малку е потешко да се следи хив статусот тогаш кога имате од отворен карактер. Во секој случај затоа што таму ипак се работи за една јавна установа, државна установа, каде што процедурата нели хиерархиски е поинаку поставена. Но соработката е одлична веќе неколку години, можам да кажам добри 4-5 години во затворот се вршат тестирања без никаков проблем, значи без оние административни процедури. Исто така се таму строго доверливи, анонимни, кој има желба, односно кој има мотив да се тестира, слободно може да ги користи тие тестирања. И исто така во склоп на тие активности се и едукативните предавања кои ги правиме во соработка со тимот од затворот и нели со лицата кои издржуваат затворска казна таму. Така. Глобалниот фонд 2018 година дефинитивно заминува и со себе си ги носи средствата. Оно што каже докторката, 50 тестови, рапид беа тестови, тестови ги добивавте од глобалниот фонд. Меѓутоа се одвојува и средства и за невладините организации од глобалниот фонд. Меѓутоа тие сега заминуваат. Како вие, ето како едно од граѓанските здруженија кои што ја третираат оваа проблематика, планирате да се справите со и недостатокот на средства од една страна и од друга страна за спроведување на активности за подигање на јавната свест во секој случај, меѓутоа претпоставувам и кај вас ќе се намалат бројот на тестови кои што бидат. Во секој случај затоа што не се работи тука само за активности поврзани со хепсидата, него се работи за палета на активности кои се насочени и према целната група, но и према локалната заедница. Така. Затоа што сето она што го работиме ние како активност во нашето здружение сакаме да допре и до целната заедница и благодарение на медиумите, конкретно и на вашата телевизија, многу активности се пренесени директно и до општата популација, односно сите тие информации кои се споделуваат во дневниот центар се споделуваат и до општата популација. Навистина ќе представува еден проблем затоа што опција Охрид досега беше користеше единствено грант од глобалниот фонд кој поддржува ХИВ, сида, туберкулоза и маларија. До 2017 веќе одлучија дека во Македонија е постигната она ниска стапка, односно ХИВ, сидата е ставена под контрола благодарение на секако на невладините организации, на одредени медицински установи кои работат на оваа проблематика и сметаат дека глобалниот фонд има доволно направено во Република Македонија, дека сега е веќе време да превземе Министерство за здравство, евентуално Министерство за труд и социјална и локалната самоуправа. Добивме позитивни коментари во секој случај и морална поддршка од Министерството за здравство, односно од новата гарнитура која моментално е владеечка, дека ќе се потрудат максимално, односно ќе имаат слух за овие програми да продолжат континуирано без никаков проблем. Платформата која е составена од 16 здруженија на граѓани на ниво на Македонија, можам да кажам дека секојдневно буквално е во преговори со Министерството за здравство. Имавме состанок и со премиерот на Република Македонија каде што се обврза дека во секој случај овие организации ќе добиваат финансиски грантови за да се одржи таа ниска ХИВ преваленца на ниво на Македонија. Така. Како дел од Институтот за јавно здравје на државно ниво, Центарот за јавно здравје, колку сте задоволни од соработката со Министерството кое што имате конкретно во оваа насока? Ето, ќе преземат, предпоставувам, тие грижата за набавување на тестовите, на тие 50 тестови? Да, дополнително ние за 2018 пуштиме до Министерство за здравство барање да ни се зголемит квотата на тестови и бројот на предавања. Инаку ние сите години со програмата за заштита на населението од ХИВ-сида
во Република Македонија добиваме по 100 до 200 тестови, зависи од која година. Се прошлата година само 50 тестови добивме за 2017, а додека претходните години по 100 до 150 тестови сме добивале, некој пат до 200 тестови за ХИВ. А додека предвидени се и по 30 едукативни предавања. Дополнителните потреба, значи дополнителната количина на тестови која што ни беше потребна, ние, како што претходно кажав, ја дополнуваме од глобален фонд. Меѓутоа, бидејќи глобален фонд заминуваат, така да обеќано ни од Министерство дека таа дополнителна количина на тестови ќе ни ја испратат од Министерство, ќе се погрижат да не допуснат. Ги спомнав се тие едукативни предавања, со оглед на тоа што во последниве години една и од причините за таа ниска преваленца, како што кажа Настоска, е и напредокот кој што е направен во фармацевската индустрија. Колку во Македонија здравствените работници сте запознаени со тие терапии кои што се така наречени преп терапии, кои што се даваат превентивно, колку ќе бидат тие достапни, кој е периодот за кој ќе бидат достапни, да може тука да се набавуваат, дали пациентите, сите оние кои што ето живеат ризичен живот, ќе може да ги набават и така натаму. Сите матични лекари задолжително еднаш во годината имаат тие едукации за ХИВ-сидата, така да на овие предавања им се укажуваат и можноста како доколку има некој ХИВ позитивен пациент, како да се справат. Така. Значи, запознаени се и знаат каде да го упатат и како да го водат тој ХИВ позитивен пациент. Значи, во здравствениот систем по вертикала се работи од оздолу нагоре, од матичниот лекар треба да биде... Од дека треба да го препрати за превенција на тој ХИВ позитивен. Лекувањето негово го препреќат во до клиниката. Така. И оној пат кој што веќе го спомнавте во првиот дел емисијата. Како оди. Јулијана го спомна на неколку пати хепатитот. Некако кога ќе кажеме ХИВ-сида, тоа некако изгледа пострашно, меѓутоа колку се граѓаните свесни за опасностите токму од ова заболување, имам хепатита, нешто жолтица, нешто го идентификуваат, хепатит С, хепатит Б. Мислам дека тука има поголема конфузија и помалку знаење има околу тоа заболување, колку знае да биде сериозно и колку знае да биде животно загрозувачко. Може би подобро од медицински аспект за хепатитот да зборува докторката. Јас само ќе кажам дека паралелно кога се прави ХИВ тестирање, нашите клиенти сакаат да направат и хепатитис С. Дури имаме еден нов впечаток дека повеќе ги интересираат тестовите за хепатитис С, посебно лицата кои инјектираат, затоа што добри некаде околу 70% од лицата кои ние ги имаме детектирано, а се веќе долгогодишни корисници на дрога, кои земаат, кои инјектираат, се 70% веќе заболени од хепатитис С, па ставени на таа ретровирусна терапија. Значи, тоа може би и е паралелно. Има доволно информации за хепатитисот, како да се заштитат, како се пренесува, доволно знаење дека не треба да еменуваат опремата. Ти зборуваш за ризични групи кои што си имаат, меѓутоа што е со нормалниве пациенти. Нормалниве пациенти, јас мислам дека откако ги спроведуваме овие активности, значи на локално ниво, нели одбележување на светски ден, преку тие јавни настапи, гостување во емисија, предавања, активности, кои ги имаме на плоштад пред се, локалното население е прилично запознаето како се пренесува оваа болест во секој случај. Така, докторка, од медицинскиот научен аспект, за што станува збор и колку е сериозно заболување? Доколку ги споредиме ХИВ инфекцијата и хепатитис инфекцијата, многу поопасна е хепатитис инфекцијата, бидејќи е потребна многу помала количина на крв за да се инфицира лицето од хепатитис. Двата типови на хепатитис, хепатитис Б и С, кои се пренесуваат по крвен пат, се и причината за карцином на црниот дроб,
Така да голем број, тоа се посебно за хепатитис Б, тоа е заболување кое што завршува секој пат со смрт, но затоа пак имат добра превентива, а тоа е вакцинација против хепатит Б, која што задолжителна е за секој новороденче, нели се примат во 3 дози, нултиот ден, после 1 месец и после 6 месеци, сите оние кои што се на ризични места, кои припаѓа на ризични групи, партнери на ХБС позитивни лица, сите тие треба да бидат задолжително вакцинирани против хепатит Б и на тој начин спречуваат едно тешко заболување. Додека пак за хепатитис С нема вакцина, но затоа пак се лечи хепатитис С и многу е помала бројката на заболени од хепатит Б во Република Македонија од оние кои што се заболени од хепатит С. Меѓутоа да нагласиме и за едното и за другото дека колку порано се открие, толку полесен и третманот ќе биде. Најдобро би било да се спречи отколку да се лечи. Тоа е најдобро. Тоа веќе е добро. Да. Меѓутоа колку порано се започне со лекување, толку е подобар ефектот од лекувањето. Завршуваме некаде уште помалку од месец дена ни остана до оваа 2017 година. Претпоставувам дека веќе и работите настоска на програмата за сите оние активности кои што опција ги планира за 2018 година. Нешто можеш да ни откриеш накратко? Да, во секој случај направивме го ревидиравме буџетот со кој располага нели опција Охрид, ќе биде доставен до Министерство за здравство за сите тие финансиски материјални трошоци кои се потребни пред се за да обстои ова здружение на граѓани, за да биде нормално во корис на самата целна група и на локалното население. Сега моментално спремаме проект кој го добивме од Здруженијето на граѓани Хера и од Заедно посилни од Скопје. Тој проект ќе биде исто така во склоп на нашите активности, но ќе биде наменет за донесувачи на одлуки на локално ниво, односно во план е да бидат поканети советниците кои нели се новата гарнитура во моментот во општина Охрид, ќе бидат поканети советници каде што сигурна сум дека немаат повеќето ни слушнато за конкретните наши активности кои ги спроведуваме и која е нашата цел. Значи, ова ќе биде одлична можност да ги запознаеме со Здруженијето на граѓани опција Охрид, да кажеме која е нашата цел, која е нашата мисија и евентуално доколку како локална заедница сакаат да излезат во пресрет на Здруженијето да понудат некоја помош. Така. Баш ме интересира, каков е интересот кај бизнис заедницата во нашиот град да помогнат кога се спроведуваат конкретни проекти? Па на почеток и колку вие се обраќате? На почеток спомна нешто за околу стигмата, нели, и предрасудите. Кога се опрашање лицата... Затоа што, се извинувам, ќе те прекинам, затоа што кога станува збор за научни истражувања, ето ќе земам конкретно за СИДАВА, во фармацевскава индустрија, се регрутираат личности од типот на Шерон Стоун и не знам кој од Холивуд и од музичкава индустрија, кои што носат огромни пари само за научни ги поддржуваат. Да, јавно излегуваат со поддршка. Колку е кај нас тоа возможно да се направат акција конкретно, да се ангажираат лица, она што го кажа, вие ќе имате презентација пред локалните власти тука за вашите активности, па тоа да слушнат и од бизнис секторот, па да донираат средства, вие да ги реализирате вашите содржини кои што се во насока на поквалитетен живот и прети се да ги охрабриме луѓето да дојдат и да си ги направат тие тестови. Дојдовме, како што кажа докторката, во период во кој живееме, каде што можеме да кажеме дека не е страшно и ХИВ позитивен да сте, може да живеете квалитетен и нормален живот. Да бидеме реални, кога се во прашање лицата кои инјектираат дрога и сексуалните работници, во секој случај се гледа со една предрасуда према оваа целна група. Иако реално сликата од почеток кога постои опција Охрид, нели негде 2005 официјално, па сега 2017, сликата е тотално променета за ова маргинализирана група, односно веќе се гледа со поинаков пристап и веќе се прифаќа како група во општеството која реално постои. Се немаме обратено до бизнис секторот, но имавме спроведена одлична кампања заедно со ИПГ од Гостивар која се одржа на плоштад токму за поддршка на овие здруженија на граѓани, односно на Harm Reduction програмите, каде што се одзваја многу познати ликови на локално ниво. Имаше
од фелата на музиката, на глумата, значи ја поддржаа оваа кампања, беа дел од учесниците во самата кампања, така да до негде после толку спроведени активности и борба сепак има слух за овие програми. Реално се надеваме дека Министерството за здравство, како што вети, ќе ги поддржи здруженијата на граѓани кои работат на национално ниво, а и се надевам дека пред се локалната самоуправа ќе излезе во пресрет. Ќе преформулирам прашањето уште еднаш за бизнис секторот, затоа што тие ми се ето така болна точка. Се јавиле некогаш донатори? До сега не. Реално не. Иако сакам да нагласам дека проблемите и потребите кои ги засегаат лицата кои инјектираат дрога и сексуалните работници не се само нивни потреби, туку се потреби и проблеми на целото општество. На заедницата конкретно. Мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Јокламата. Мислам ето дека барем дел од некои работи им станаа појасни на гледачите. Уште еднаш да повторам, почитувани граѓани, ето дојдовме за среќа во период да кажеме дека имаме се помалку и помалку заболени лица, дека не е ништо страшно. Ето ја слушнавте докторката, го слушнавте и начинот како оди целата таа постапка и за тестирање, да ве охрабриме да се тестирате, да ве охрабриме дека доколку ето не дај Боже се случи да сте ХИВ позитивно лице, дека можете да имате квалитетен живот. Колку порано тоа се открие, толку поквалитетен живот ќе си имате, дека ето дури хепатитот бил пострашен како заболување. Ви благодарам уште еднаш, да се надеваме дека овој позитивен тренд на сите овие активности околу овие заболувања и понатака ќе расте. Ти благодариме искрено, да. Так. Почитувани гледачи, вам ви се заблагодарувам за вниманието кое што ни го посветивте. Имајте убаво попладне.